Да, продолжуваме со професорот Михаил Гаревски, кој е сегашен директор за сеизмички отпорни градби во ИЗИС. Професоре, добре дојдовте во студио 10 на телевизија 24. Кажете ми, гледаме што се случува со овој катастрофален, ја би кажал, земјотрес во Турција и во Сирија. Бројот на жртви веќе се зголемува од час во час, последните проценки се велат дека веројатно дека ќе надмине и 25.000 жртви, проценки некакви сегашни според тоа што би било на крајот, ќе видиме дали ќе биде така, но она што ги вознемирува луѓето кои следат е дека тлото непрекинато се тресе, не прекинува, еве и Сабалево имало уште еден земјотрес 6,5 или 6,7 магнитуда ми се чини, да. Кажете ми прво од сеизмички поглед што се случува, зошто вака, зошто не прекинуваат овие земјотреси? Значи, прво сакам да кажам дека Турција е исклучително активно сеизмичко подречје, меѓу првите 4 земји со најголема сеизмичност. Тоа е, да речеме, Индонезија, Јапонија, Америка, делот на Калифорнија, Чиле и Турција е тука одма после нив или тука неде. И овој земјотрес што се случи во Турција со магнитуда 7,8 е втор по јачина што воопшто се случил во историјата на Турција. Значи, многу силен земјотрес. Како настануваат во Турција земјотресите? Значи, во Турција се познати два така наречени раседи. Едниот е северно-анатолиски расед, кој што трга негде од Азерџан и завршува до Истанбул. Дури до Истанбул се движи тој расек, околу 1200 километри. И тука настануваат најголемите земјотреси во Турција. И вториот расет е овој источно-анатолиски расет, кај што сега си има случај на земјотресот. Како настанале тие раседи и другите помали раседи? Значи, има колизија, притисок помеѓу арапската плоча, афричката плоча и евроазиската, односно анатолискиот блок се у колизија и така се настанат и овие раседи. Тоа е вака народски кажано како се тријат они еден од друг од прилика? Баш тука во Турција тие се тријат. Обично раседите се нормални и реверзни, идат по висина. А овие раседи се малце на енглески тешко да се преведе на нашки, тие баш се движат по хоризонтална повеќе отколку по вертикала. Така да, интересно е да се каже дека е најголемиот кој што се случил земјотрес во историјата на Турција во Азерџан 1939 година, 17.000 жртви уште тогаш, 17.000 жртви. И по должината на тој цел северно-анатолиски расет на 20-30 години земјотреси со помал интензитет, да 1999 година во Измит, магнитуда 7,4, помала од оваа. Јас бев тогаш одма после 2 недели со екипа од институтот на лице место таму, тогаш имаше 17.000 жртви. И тоа беше целиот регион околу Мармара, регионот беше целиот, не знам, Голчук, Ада Пазари, сите тие региони беа, значи, на некој начин уништени. Но, тогаш, рушењата, да се разбереме, значи, магнитуди над 7,5 се многу високи магнитуди. Во Скопје никогаш такви магнитуди нема да се случат. Така да во Скопје колку беше земјотресот? 6,1. Но линеарна не е скалата. Можда 200-500 пати е можда појак 7,6 отколку 6,1. И сакам да кажам, тогаш и јас бев на лице место, држав и некое предавање на архитектите на Истанбул. Значи, основна причина покрај тоа што многу силен земјотрес беше многу слабиот квалитет и контролата на градбите кои што беа правени. Имаше нови објекти градени кои што беа паднати
и се заклучи дека, примерно, да речеме, марка на бетон беше негде како за малтер, јачината на бетон, како малтер. Затоа имаш и толку рушење. Овдека, ова како што рековте, да се надеваме дека нема да биде 20.000, но значи јас вчера са бајлето ме обавести жената, вика 7-8 магнитуда, вика 200 мртви. Викам, на таква магнитуда испод 5.000 нема шанси, па и да биде најдобри град да бидат, не може да нема над 5.000 жртви, но вика може би оддалечен е земјотресот, дека некојаш има и поголеми магнитуди. Еднаш годисно се случува магнитуда над 8. Тоа е срота некаде во сеизмичките региони во светот, кои се на километри. Но многу често се случуваат во океан. Нема жртви, нема ништо, новинарите не обавестуваат. И вика, може да е оддалечен. Ама кога ми рекоа, кога погледав на мапите и се, гледам дека тука има градови по милион жители, викам, ова испод 5.000, не, дај Боже да грешам, дај Боже да нема. Зашто има толку жртви? Јас сепак се надевам дека нема да стигне бројката од 20.000, бидејќи после 99-та година тамо во Турција се донесени нови прописи и се води многу сметка. Ова што е паднато се предпоставувам, а и од зградите што ги покажа, дека се тоа пред негде 90-та година градени објекти, каде што прописите и контролите не беа толку ригорозни. И јас сметам дека ќе се качува уште бројката, ја и реков, у некој медиум ми вчера реков негде 6-7 милиони, но како што викаат, малце не ми е јасно, они велат дека има паднато можеби 5.000 објекта. Ако има 5.000 објекта, тоа стварно ќе биде 20.000, бидејќи у секој не живи по еден човек у еден објект. Да, тие се бројките, да. Да. Професоре, ги зборуваме за квалитетот на градба, тоа е прилично актуелно прашање кај нас, нели, така веднаш се прават и паралелите, ќе зборуваме за тоа, сакам уште нешто околу земјотресот. Добро, зошто не прекинува сега тлото да се тресе? Еве, се уште настапуваат прилично силни земјотреси. Да, како ви објаснам. Значи, пазите, ако имате земјотрес со магнитуда 4, најчесто, ако не е некој форшок, ние што го викаме, пред некој главен удар, ќе остане на него и нема да има други земјотреси. Негде околу петка, ќе има, тие се правилата, ма да секој ќе ме исклучи. Околу петка може да има, да нема, али ќе има десетина можда земјотреси, некој ние нема да ги осетиме, ќе има уште една, две, тројки, четворки, ќе престане. Што поголема магнитуда, тоа поише афтершокови. Многу повеќе афтершокови. Ако отворите сега, да речем, има една позната апликација, ова Last Quake, убаво е да знаат граѓаните, бидејќи ќе бидат добро информирани, дури можеме да позбориме малку и за тие апликации, да ги знаат граѓаните. Значи, тамо сега ќе видите само секој 10 минути Централ Трки и овој Источна Турција секој 2 минути. Значи, тлото не прекинува да се тресе. Нема да прекине. Значи, магнитудата прва беше 7-8, после 11 минути 6-7, малце зачудувачки, малце се помести према оној дел према Истанбул, малце 7-5, што малце зачудувачки, многу висока магнитуда и серија 5-ки, 6-ки, и тоа ќе трае сигурно уште 3 месеца, па може да трае и година, со тоа што после 3 до 4 месеци, по 2-3 месецот ќе има земјотреси, но јас сметам со сигурност дека нема да има посилен веќе земјотрес, дека овој 7-8 беше главниот удар, иако стално велам дека никој не ги предвидува земјотресите. Ја доста често сум
смело исказите, не сум се промашил, ама од некое така долго искуство на работење се, мислам дека навистина сега е огромна енергија истрошена, оваа магнитуда е многу висока и повисока магнитуда нема да има, но ке овие спасителни екипи ке се под ризик, бидејќи некои објекти се многу оштетени и може да бидат срушени од магнитуди 6, па и 5,5. Да, и гледаме дека згради за жал се уште паѓаат. Професоре, ова што го спомнавте во однос на предвидување, исто така уште едно, да речеме, популарна дебата во јавноста, можат ли да се предвидат или не, па така сензационалистички вчера беше принесен тој статус на еден холандски научник, Френк Хугербиц, од Институтот за геометрија на Сончевиот систем, кој предупреди дека порано или подоцна ќе се случи земјотрес со јачина од 7,5 степени според Рихтер во областа на Јужна Турција. И многумина почнаа да ја споделуваат оваа објава на Хугербиц како доказ дека земјотресите може да се предвидат. Видите, да, тоа е вирално, се пренесе таа вест затоа што многу е атрактивна. Значи вака, сериозната наука не се занимава со предвидување на земјотресите. Негде, ја пратам литературата од кога постои земјотресно инженерство, негде 65-та година, негде така, имаше голем ентузијазам и кај американците од Беркли, тој регион Станфорд, и се многу јаки, и јапонците, и кинезите и русите тогаш, као со еден голем ентузијазам дека ќе се успее да се предвидуваат земјотресите, и особено Советскиот сојуз и Кина посветуваа и понатака доста внимание, демек се грижиме ние за народот, за сите тие работи, но после сите сватија дека практично земјотресите не можат да се предвидат. Единствен пример во светот до сега, обично, малце да прерипам, обично секојаш од кога ќе се случи земјотресот се јавува некој дека го предвидел. Значи, единствен пример што многу штуро се дава во литературата. Во Кина, 1975 година, се случи земјотрес, каде што на вистина градоначалникот 2 дена пред да се случи земјотресот, има евакуирано 2 милиона луѓе и на некој начин спасил најмалку 250.000 луѓе да не погинат. Штура е литературата, ја колку што успеав да видам, се смета дека имало пред тоа тие форшокови, што ги викаме, предпоставам вајда имало некоја шеска, каде што ги оштетиле зградите, и сега, тогаш беше силен комунизам у Кина, не е проблем, тој бил одлучен некако некоја интуиција, они викаат дека нивото на водите се покачувало, не се покачувало, ги евакуирал и ги спасил. Но 76-та 300.000 мртви во друг град, што значи кинезите не успеваат. Единствено американците рекоа негде тамо во област Калифорнија има исто оној Свети Андрија расет, многу сличен на овој расетот северно-анатолиски, 1200 км, и во областа Паркфилд на секој 60 години, значи има некое повторување, на 60 години има земјотреси со магнитуда 6. И негде пред 15 на години, 12, така познат експеримент Паркфилд, американците, инако они имаат мрежа на силни земјотреси, инструменти, поставива огромна мрежа на тој расет кај Паркфилд, поставија инструменти за мерење на испуштање на радон, поставија инструменти за магнетни полиња, сите тие работи, сега го чека земјотресот треба да се случи во тој период негде 9. Предпоставам, сакале да видат дали може да го предвидат. Некои предзнаци, пошто очекувале земјотрес. Земјотресот како секогаш ги изненади. Тек дури после 10 години се јави што го очекуваа пред тие 10 години
и никакви посебни знаци што би биле некој вид маркери да може тоа да се каже дека да заради ова и заради ова. Имаше еден феномен, ми се чини, и у Лаквила, имаше некој италијан кој што викаше дека го мерел радонот, дека имало многу поголемо испуштање пред да се случи земјотресот во Лаквила, ама докажано е дека и радонот некогаш повеќе се испушта, некогаш воопшто. Така да е многу тешко да се предвидат и не знам на кој начин ова го кажал, или навистина не знам. Сериозно не се занимаваме со зе. Никогаш на нашите конгреси не се дискутирало за тие предвидувања. Има уште едно прашање, тоа претпоставам не е воопшто ни дел од науката со која вие се занимавате, тоа е популарна митологија, не знам, паранаука можеби, за тоа дека животните можеби може да ги предвидат земјотресите, дека се вознемируваат, па дека они слушаат ултразвуци кои земјата ги испушти така натаму. Дали науката се занимавала некојаш со ова или не? Се занимава помалку. Значи, што е со животните? Значи, има две работи. Значи, прво, животните, односно, еве, кучињата, има и некои снимки на интернет, може да видите, они пред нас ги чувствуваат примарните таласи кои ќе дојдат, кои ќе има, да речеме да има негде, не знам, 30 километри земјотрес и сега прво има примарни таласи, тие први стигаат до овде, па доаѓаат тие секундарните, бидејќи вака идат, подолго патуваат и поспоро стигаат. Кучињата прво можат, се смета дека можат да ги остат примарните таласи пред нас, а ние не ги осетаме, а овие другите се тие разорните што се, но никогаш не можеме да се ослонеме на нив, бидејќи они се вознемируваат некојаш и од обични работи. Да. И од обични. Така да има такви истражувања. Дури и за... Ама тоа се на некој начин сега може би не сте чули, интересно е да се каже, тоа е у контекст на овие апликации сега што ги има. Да. Значи, тоа беше малце страм и за сизмолозите и за светот. Негде 2000 не знам која година беше во Индонезија, земјотрес, 200.000 мртви, во океанот имаше цунами се генерираше. Ама цунамито од епицентарот во океанот да стигне до Индонезија 2 сата поминаа и се направија 10 метри високи таласи. Они можеа да обавестат на некој начин, толку сателити така останаа да дојдат, да отидоат 200.000 луѓе. Од тогаш се поведе внимание и почна да се работи на така наречен систем за рани тревоги на земјотреси. И доста се успеа. И тоа е веќе разработено. Но што е проблемот? Значи, бидејќи таласите многу брзо патуваат од епицентарот до да кажам, до некој град, ако е да речеме, па еве да е до Куманово, 2-3 секунди може да се случи земјотрес у Куманово, тревогата до Скопје 2-3 секунди, бидејќи многу брзо патуваат таласите. Нема време буквално за тревога. И нема едноставно да се засолните под маса. Успешно е тоа за во Мексико. Мексико се оштетува и од 500 километри земјотреси, бидејќи доаѓа до некоја резонанса и сите тие работи. Во Мексико тоа веќе работи и познато е, некој 800 километри епицентар, за 2 минути порано тревога во Мексико Сити е направена. Има во Романија, така експериментално е, бидејќи Вранчеја е интересно, исто е тоа таму интересно. И што е, и Америка го работи тоа, Тајван го работи, и не знам дали не знаат граѓаните, сите овие модерни телефони имаат акцелерометри, и тоа у три компоненти, 2 хоризонтални и вертикални. Кога се случи земјотрес, ако имате таа апликација, на тоа што не го знам на памет името, он ги собира од сегде
сите наши телефони, ама ако имате апликацијата, и алармира, наоѓа каде се случи земјотрес и не тревожи неколку секунди, во зависност од далечината. Еве во Столац, имав едно истражување тамо направи во Столац, некој јавија дека ги обавестил апликација 3-4 секунди, ама рекоа толку лошо чувство кога знаеш дека ќе се случи за 2-3 секунди земјотрес. Буквално немате време да реагирате. Немате време, но пак е корисно и тоа, да. Корисно е, да. Еве, Данскиот геолошки институт кажал дека земјотресите во Турција се почувствувани до Гренланд. Кај нас, гледам, се поставува сега едно прашање, кај нас ми се чини дека не се чувствуваат. Дали тоа е поради тие раседи не се движат во оваа насока или бидејќи релативно блиско е Турција? Така. Значи, вака, тие микродвижења на целата земјата топка се регистрираат. Не само во Данска. Инструментите ги регистрираат. Инструментите ги регистрираат. И Скопскиот земјотрес е регистриран од 63-та дури во Америка. Значи, земјината топка, која ќе се случи некој тако, целата осцилира. Има ширење на тој талас, но што поодалечено, тој атенуира. Сега има тие инструменти сеизмолошки кои што бележат многу ситни тремори. Така да, но има сега една уште поинтересна работа. Од таа апликација Lastquake, вие можете да кажете дека сте го осетиле земјотресот и во рок од во рок од 2 минути се исцртува карта на како го почувствувал земјотресот. Тоа е многу корисно, тоа се вика така наречена сеизмологија за граѓаните. И тие карти што ги даваат, што се даваат со точки, тоа се изјави од граѓаните како го осетиле земјотресот спрема интензитетот. Има скала каде што он клика, ако забележи дека ламбата се движи, тоа значи дека ќе биде негде интензитет, да кажам, 6 степени, тоа не е со магнитуда, тоа е друго, и на тој начин се прават многу корисни мапи за интензитетот до каде го почувствувале. Така да, земјотресот во Турција има 1 до 2 го почувствувале и во Скопје, дури и подалеку. Што сакам да кажам, значи, само тоа е многу микродвижење, иначе сигурно можеби и нашите станици го регистрирале, тогаш е тоа никаква сила. И тоа велам, за веќе на 200 км оддалеченост од епицентар, скоро да не постои никаков ризик за објектите на некој град. Да, и ова е интересно како модерната технологија сепак помага ова насока. Сега да замислиме пред 100 години кога немало никаква комуникација, пред 200, па додека стигне телеграфот или писмото, па да обавести, па има интересни... За недела дена ќе дознаеме дека имало земјотрес во Турција. Многу е интересно, да речеме, Twitter апликацијата е побрза од америчките инструменти кои лоцираат каде е земјотресот, бидејќи у моментот одма иде пик на трансфер на исти зборови за земјотресите и се користи посебна апликација со посебен artificial intelligence да го лоцира каде е земјотресот. Така да тие се многу корисни апликации. Да. Добро, ајде малку да видиме за сеизмологијата. Вие ги спомнавте најжешките сеизмички точки во светот. Чиле го спомнавте, Јапонија. Јас се сеќавам кога беше оној катастрофален земјотрес во Чиле, не знам точно која година беше, ќе ме поправите. Тогаш читав изјави од експерти дека тамошните градби поминале релативно добро со оглед на силината на земјотресот, дека тоа покажало дека во Чиле сепак се градило релативно квалитетно, за разлика од Турција 99-та, која го покажа обратниот пример за жал и која се уште го покажува. Значи, овој квалитет на градби одредува на некој начин колку жртви ќе има од земјотрес. А исто така чести се земјотресите во Јапонија, па таму се гради на сосема посебен начин, со лесни градби, јас колку што имам читано, вие знаете подобро, таму па уште подобро ги амортизираат и удри.
Значи вака, овој училе што го спомнавте, не е тој најсилниот што воопшто се случил во свет. 60-та година во Чиле се случил земјотрес со магнитуда 9,5. Не е регистриран во светот последен земјотрес од тоа и во Чиле се гради квалитетно. Јас зборувам за скорешниот, што беше пред 10 година. Така. Беше, да. Во Чиле се гради многу квалитетно. Значи, денесната наука, тоа е наука, се вели, релативно млада е, но се вели наука за земјотресно инженерство. Ние, јас сум во суштина специјалист по земјотресно инженерство, инаку имаме дели од сеизмологијата која што учиме. Значи, ние сме способни да направиме 100% сигурен објект, да не кажам и за 9 степени. Но, филозофијата на проектирањето, тука е помош и на сеизмолозите и сегде, и на сите. Има, да речеме, многу интересно е, се малце прерипувам, базна изолација на објектите е најсигурна ефикасна техника која е направена во областа на земјотресно инженерство, која цел објект се става, не викаме на губени лежишта или сферични некои лежишта, и практично целата зграда како круто тело се движи, нема интерни деформации за да пукаат унатре зидови и сите тие работи, а граѓаните и доста знаат. Првиот базно изолиран објект во светот е школото Пестолочи, 67 година, со губени лежишта. После јас со еден проект, бидејќи и веќе беа малце гумата застарена, иако добро работеше, ги заменевме, ставивме нови. Произведувавме нови гумени лежишта и ги ставивме. Тоа е најефикасната метода. Но, има проектирање со арматура и со бетон, како што овде се проектира, кај што може да се загарантира дека нема да паѓате, и сега што е основната филозофија. Вие нема потреба у Скопје да проектирате зграда за земјотрес како Турција, кој никогаш нема да се случи. Сеизмолозите прават микрорайонирање, каде што отприлike одредуваат колку ќе биде забрзувањето за тој некој максимално можем земјотрес што може да се случи во Скопје. И сега тој ние проектираме од тој земјотрес да се оштети зградата, дури да има пукнати на некои столбови, ама да не падне. А за почестите земјотреси што се случуваат, практично не сме да има скоро никакви штети. И тоа е целата филозофија за проектирање, бидејќи мора да се води и економија, значи не можете вие за некој земјотрес што можеби ќе се случи за 1000 години да го проектирате, ништо да не се оштети. Што покажува примерот, еве да речеме, од скопскиот земјотрес? Кои згради тогаш се урнале? Како биле градени? Кои? Се знае, многу убаво се знае. А кои па го издржале? Апсолутно. Значи вака, прво, скопскиот земјотрес е силен, ја го памтам. Страшна бучова фрлаше и сето тоа. Можам да замислам како за магнитуда 7,5. Но, сепак не е тој од толку силните. 120 земјотреси како скопскиот и повеќе годишно се случуваат. И кои објекти пострадаат од земјотресот? Пострадаат масивните конструкции без столбови, со носечки зидови од тула, кој што беше, малтерот беше варов малтер, не беше квалитетен. Оние што беа малце подебели зидовите, обавезно испукаа, но не паднаа тие згради, тие приземни испрат. Највеќе беа оштетени, највеќе што падна, да речеме, позната е таа 13-та кула во Карпуш, тоа беше 5, тие постојат многу такви објекти, за жал ги надградуваат, но добро се зајачуваат. Значи, тие беа највеќе оштетени и такви паднаа, али сосема е нормално, 5 спратна зграда, со зидови од тула, зидот нема никаква носимост. Еден зид од тула носи можда 15 пати помалку од едно платно, армирано бетонско платно. Значи, скоро сите објекти, што и онака, иако пред земјотресот немаше сеизмичко проектирање, од 64-та е дојдено на сила, значи сите,
примери, може ги знаат граѓаните, кулите продадат, тие се пред земјотрес. Имаат некои столбови вертикални, не нешто посебно, не падна. Работнички овој дом што викаме ли синдикален, се ширеше, пошто сум ја од постарите генерации, дека го стаеле проектантот узатвор, дека стајал маратура, не. Тој имаше малце армирано бетонски јадри и сите тие работи. Значи, најповредливи згради се оние од Тула. Тоа се случува и во Турција, или ако имате многу тенки столбови, ако не се води сметка за распоредот на арматурата, ако нема доволно шипки, ако некој нормално сака да заштеди, ако е квалитетот на бетон слаб. Инаку, новите згради, иако кај народот од Институтот за сеизмички отпорни градби имавме некои анкети, интересно, беше доста, околу 700 одговори добивме, направивме 35 прашања за луѓето дали се сеќаваат за Скопскиот земјотрес. И тука се виде дека еве велам дека овие најслабите се овие објекти што се од Тула. Владе верување, тоа можам слободно да кажам кај луѓето, дека новите згради кои се градат, новите, ајде да речеме после 90-та година се што се гради, дека не е исто квалитетно како и порано, а особено сега новите згради, бидејќи луѓето гледаат дека се градат премногу брзо, значи никнуваат како печурки, вие буквално поминувате покрај некои објекти, само гледате недела по недела, спрат за спрат се дига, многу брзо се градат и луѓето се сомневаат дека тие се квалитетни и дека би издржале силен земјотрес. Дали е навистина така? Значи вака, точно ви е констатацијата дека народот не ведрува на овие градби и токму во тој прашалник ја имав поставено вака, на кои градби најмногу им верувате? До 63-та, од 63-та до 70-та или до 80-та, од 80-та до 2000-та или од 2000-та до 2020-та сега. Најмалку веруваат од 2000-та до 2020-та. Но не е точно. Не е точно. Верувате ми дека не е точно. И јас сега не сакам да ги плашам луѓето у градски зид, сосема се добри објектите. Јас имам таму стан. Народот мисли дека тие ги проектирал Кензо Тагни и дека тие се најдобри. Не. Овие што се после 2000-та година, да речем, до сега сите се многу подобри од кулите од еве овој Кензо Танге. Може би измеѓу 90-та до 2000-та година, кога се уште не беше толку регулативата, имаше такви некои работи да се подметнуваат некои проекти во општините кои што не се соодветни на тоа што се гради. Но генерално има ревизија, има надзори, а грото од народот не знае дека практично од 2014 има закон каде што за да се добие дозвола за градба, мора да се помине низ институт кој што е специализиран за сеизмички отпорни градби, да му го погледа проектот и да му даде позитивно мислење. Тогаш општината му дава дозвола за градба, ако е поголема од 300 квадрати објектот, што се зградите, институтот мора да дојде уште 2 пати на терен да ја погледа, да ја види конструкцијата. Не го интересираат преградните зидови, но да ја види конструкцијата. Така да ние во моментот можам со сигурност да кажам дека можеби една од најголемите контроли и у Европа се прави во Македонија. Добро, тука сега имаме ние друг проблем кој не е дел од вашиот делокруг на делување, тоа се оние објекти кои се градат без дозвола, за жал имаме и такви, но сега вие тука не сте нити надлежен, ниту можете нешто да направите, вие одите со ние кои поминуваат на регуларните процедури. Професор, уште ова има исто така, порано беше предупредувано, па ми се чини дека и од вас или од вашите колеги дека треба да се внимава на доградбите, дека тие објекти се ризични. Апсолутно. Или може да бидат ризични. Ризични, вака, значи, прво, ние сите и како граѓани
Требе да покренеме некоја иницијатива за забрана на било каква градба во јадрото на Скопје. Без разлика дали е тоа земја. Прво и од аспект на земно, неке може да гледаме од Турција. Не можат две згради ќе паднат една до друга, не може да се пристапи спасителни екипи. Нели имаме ние некои правила таму за пожари, како треба да се... Значи, едноставно, не можам да сватам од населби прекрасни, како што е Тафталиџе, не знам, натака да станат некои зградурини, ја и да не можам да познам. Мислам дека сум стигнал до друг град. Прво тоа треба да се забрани, нека се иде со во околината, не знам сега, јас не сум урбаниста, нека се иде према Скопска Црна Гора, нормално овие убави обработливи земјишта да не се користат. Ние сме се навеле тука, пред се. Но да одговорам на вашето прашање што велите за надградбите, апсолутно, иако они ги зајакнуваат, не можам да кажам дека не ги зајакнуваат, има еден мал фелер не е фелер во законот, демек ако тоа што се става од озгора на зградата, надградбата, ако не помине 10% од целата тежина на зграда, не треба ништо да се докажува и тогаш тоа се користи, но ја можда 15 години викам дека едноставно со закон треба да се каже дека све што е градено пред 1963 дека да не сме да се надградува. Знам, едно време беше атрактивно за станарите дека ќе им се стави лифт, ја ги разбирам, или парно едно време. Ќе добијат соба плюс и така натаму. Но тоа е ризично, тоа е многу ризично. Тие се најповредливи згради, што сепак има и такви кои што од надвор преку платна поставање и сите тие работи, се добри, ама тоа е измешан систем, многу тешко да се анализира како што треба и тоа треба да се забрани. Но ја мислам дека крајње е време ние да запреме со градбите во Скопје, иако општините можда ќе се бунат, ќе им се намалат средствата од комунали или не знам, у таа област не сум толку. Да, за жал, тоа е бизнисот, економијата секогаш одат некогаш и пред науката. Професоре, за крај, уште едно, она што сите ги интересира пред се во Скопје, после оној катастрофален земјотрес, порано вашите колеги, вие исто така зборувавте дека такви, ми се чини како што беше кажано, дека од таква магнитуда земјотреси во Скопје се случуваат еднаш на 500 години. Сега многу граѓаните се повторно вознемирени, особено кога гледаат вакви слики. Значи, пазите, тоа не значи ако се случил денес земјотрес и дека после 500 години сега веќе ќе се случи. Значи, тоа не викаме, може и да се случи после 10 дена, но веројатноста е, да не кажам, 0. Значи, ова што се случи во Турција, воопшто не треба да ги плаши граѓаните дека турскиот земјотрес преку ширење на таласите ќе го активираат овој сеизмички регион и ќе ги активираат раседите. Тоа можам со сигурност да кажам дека нема да се случи, нити ќе има сега некои земјотреси воопшто дури и во Македонија и во Скопје ќе нема, што не значи можеби магнитуна 2 или 3, ама таа нема, може да се биде локална, бидејќи такви се случуваат, али гарантирам дека дури и овој краток период нема да има дури ни такви мали, кои што нема да ги приметиме и нема да бидат тригерирани од тој страотен земјотрес со страотно поместување. Па не имавме, 99-та година, сличен со помала магнитуда, ама беше малце и поблиску до нас, немаше никакви ефекти на нашиот регион. Или тука имаше и Албанија, не е тоа исто мала магнитуда,
Па не ги пренесе тие. Тие се големи разделени, големи блокови, не може така лесно да се поместат. Да. Добро, професоре, на некој начин смирувачки за граѓаните Апсолутно не и треба да објаснувачки, се. да. По однос на турскиот зедврат и со нас, ама ризикот е нула, воопшто не треба да се плашат, иако велам не сме да се доста се предпазливи научните кои зборат. Секогаш викаат, ама не, ама ризикот е мал, ама постои. Ја велам дека не треба да се плашим. Да. Ви благодарам за ова гостување. Ми беше задоволство. Ова беше професорот Михаил Гаревски со објаснување за земјотресите во Турција и во Сирија. Останете со нас, продолжуваме со Дженета Туша, пациентка со цистична фиброза.